Најново издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Стопанствениците најчесто се казнуваат поради непознавање на законите затоа што постојано се менуваат, а знаат да бидат и сложени и нејасни. Ова беше истакнато на информативната сесија која се одржа во Тетово во рамки на проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива. Фирмите се соочуваат со инспекцијски казни затоа што недоволно ги познаваат законите поради нивното постојано менување и нејаснотија. Малите и средните предпријатија се санкционираат најчесто за прекршување на даночното законодавство, законите за работни односи, здравје и безбедност при работа, но и законот за животна средина, истакна на информативната сесија во рамки на проектот Партнерство за подобра регулатива каде учествуваше бизнис секторот. На фирмите им недостига еден вистински тек на информации како да се информираат и како да стигнат до тие информации. Исто така го елоцирам проблемот на пребрзото менување на законите, без еден период каде што тие ќе бидат свесни за тоа и без да има едни канали кои што ќе придонесат овие информации навремено да стигаат до фирмите. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија велат дека проблемот може да се надмине, ако во донесувањето на законите учествува бизнис заедницата. На тој начин тие подобро ќе бидат запознаени со законските регулативи кои нема да бидат сложени и ќе бидат во согласно со нивните интереси. Генерацијата на тие закони треба да почне од самите компании. Значи компании да креират закони, додека влада треба да ги усвои, да ги спроведува после. Или ние после да ги почитуваме истите. Но се случува обратно. Според дневните политики се донесуваат закони со доста празнини, некогаш и контрадикторни, така да после создаваат јаз меѓу инспекторите и компаниите, но и самите стручњаци кои често пати немаат одговор соодветен за тоа. Проектот Партнерство за подобра регулатива финансиски поддржан од УСАИД има за цел да го подобри капацитетот на бизнис секторот за следење, но и нивно учество во донесувањето на законските регулативи. Проектот во себе содржи одржување на форуми, 18 информативни сесии во повеќе градови во Македонија и отворање на веб портал кој ќе се занимава со оваа проблематика. Љубителите и создавачите на театарската уметност денес го одбележуваат Светскиот ден на театарот. Телевизија КИС направи ретроспектива на делата на група млади тетовци со кои оставија белек на културниот живот во градот. Ентузијазмот и желбата за работа се уште живеат во нив, но чекаат подобро време за театарот во Тетово. Се сеќавате ли на серијалот Авантурите на Прцко? Представите Бродолом, Том и Джери, Чуден настан, Предлог за брак на Игор Томески, Марко Христов и Стефан Карапелски. Децата кои на 8 годишна возраст започнаа да го збогатуваат културниот живот во Тетово. Наместо на игралиште да ги одмеруваат силите во фудбал како своите врсници, тие беа на улица и твореа. Со голем ентузијазам и надеж за многу изиграни представи на даските што живот значат. Дел реализирани, останатите чекаат подобро време. Ние важиме за генерација која што мислам дека во своите години кога твореше остави многу позади себе. Значи ние добро започнавме во полето на телевизијата. Значи снимивме повеќе од 20 телевизиски ленти и испроduциравме околу 6 часа на оригинална играна програма до нашите 14-15 години. И во последните години имаше навистина висок квалитет. На завидно ниво на продукција, ние покрај во телевизијата се обидовме како театарска трупа да навлеземе и во театарот. Почнавме да се бавиме првен со најобичен аматерски филм W, кој што не прерасна во нешто големо, но после тоа почнавме со серијалот Авантурите на Прцко, кој што со соработка со телевизија КИС прерасна во 3 долгометражни филма. После тоа, од кога серијалот заврши да се снима, јас продолжив заедно со Игор да се бавиме со театарот. Имаме неколку детски и неколку представи за возрастни. Јас лично почнав да режирав представа кој што на државен надпревар освои второ место. Потоа бев повикан од страна на Игор Томески да се појавам во неговата најнова представа и прва негова дебитантска представа Театарски џумбус, каде што играв улога од драмата на Чехов, Предлог за брак. Се тоа што го направивме ние, уствари оставивме некој белек во Тетово.
Денес секој од нив е тргнат по својот пат. Марко се занимава со информатички науки, но има и актерски ангажмани. Стефан направил пауза од театарот, а Игор студира театарска и филмска глума и режија во Њу Јорк. Каде што се наоѓа театарот Бродвеј, каде што ги имаме најголемите и најспектакуларните мюзикли во светот на театарот. Имав шанса да посетам неколку овој период и можам да кажам дека техничкиот капацитет е доста воодушевувачки. Моментално сум тука на моје огромно задоволство на филмски и театарски студии. Патот ме донесе во Њу Јорк. Ќе видам што ќе правам со поратаму. Меѓутоа за денот на театарот баш ми е жал што зборуваме во времења кога театарски џумус една представа која што се даде пред 2 години се реализира токму денес. Така што случувањата кои што ние метафорички ги прикажуваме во таа представа токму се одвиваат во Тетово, така што имаме празна сцена. Продолжувам со професионално актерство и режија. Имам договор со продукцијска куќа од Скопје со која што снимаме реклами, филмови и пробам да се надоградувам на професионалното ниво во актерството. Исто така, моментално работам на текст за нов долгометражен филм, кој што ќе се снима на територијата на Република Македонија. Може би за 1 година до 2 би требало снимањето да започне. Моментално хоби уште ми е актерството, но како главна работа ми е угостителството. Актерството ми е едно од хобите со кое што се занимавав до 2012 година. Потоа го оставив, се повлеков, многу ми е криво, требаше да продолжам. Затоа имам план од септември да го продолжам професионално да го работам тоа. Имам план да запишам драмски факултет. Ќе видиме, здравје. Колку што актерството е убава професија, толку е и тешка, ако се игра во Тетово, зашто се соочуваат со огромни проблеми, а толку банални за професионалните театри. Фали простор за вежбање, поради тоа што културниот дом во Тетово не ни овозможува простор за вежбање. Тоа беше еден од главните проблеми за театарски џумбус со кој што се соочувавме. Потоа ни фалат финансиски средства за да може представата да изгледа како што треба. Сите реквизити ги носевме од дома, облека од дома. Фалат глумците, кои што всушност ретко може да се најде глумец кој што сака да излезе да глуми. Одговорноста за продолжување на театарската традиција паѓа токму на оние аматери и професионалци кои што моментално творат во театарот денес. Значи, тоа е онаа генерација која што моментално се занимава со театар пред основоположниците на театарот. Овие уметници се должни да го пренесат своето театарско знаење на исклучиво најдобрите таленти од помладата генерација. Денес, на Светскиот ден на театарската уметност, Игор Томески, добитник на Нобеловата награда за млади, директно од Њу Јорк, упатува јасна порака. За денот на театарот за крај би кажал дека не го сакаме театарот вистински, ако не ги почитуваме подеднакво сите наши театарски колеги, како подобрите, така и послабите од нас. Како поквалитетните, така и помалку квалитетните од нас. Сите ние сме театарџи, сите ние заслужуваме да бидеме на сцената, сите ние заслужуваме да бидеме образувани во полето на театарот и кога ќе има еднакви услови за театарско творење, без никакви економски, социјални, политички или други ограничувања, тогаш кога сите ќе имаат еднаков пристап на сцената, тогаш ќе се види кој е најквалитетен и кој навистина го заслужува тоа место. Датумот 27 март е избран од страна на Меѓународниот театарски институт во 1962 година и денес се одбележува во повеќе од 100 земји. Театарот е огледало на општеството, отсликува личности, карактери, времиња. Затоа е важен сегмент од целокупното живење, вели актерот и режисерот гостивар Стојче Нешковски по повод Светскиот ден на театарот кој се одбележува денес 27 март. На Светскиот ден на театарот 27 март со гостиварскиот режисер и актер Стојче Нешковски зборувавме за важноста на театарот за едно општество и за човековиот живот воопшто. Театарот отсликува личности, карактери, време и кога гледачот се наоѓа во самата сала и ја следи представата, самиот тој станува дел од неа, вели Нешковски,
кој на театарската сцена е посветен целиот свој живот. Ако е театарот огледало на општеството, огледало на личноста, огледало на се оно што не окружува, тогаш најдобро тоа можеме да го видиме на самата сцена, каде што некои луѓе, режисери, глумци и останати прават театарска представа, осликуваат едно време, осликуваат едни карактери, едни личности, кои пожелно би било да се видат и да го почувствуваме она што нивната сугестија го пренесува на самиот гледач. Гостивар, иако нема професионален театар, негува долга традиција на создавање драмска уметност. Аматерскиот театар, кој со децении успешно обстојува, зад себе има бројни представи од сите жанрови, гостувања, награди, признанија. Иако професионален театар нема, сметежна е да има, веројатно такви били условите, аматерскиот театар кој постои многу години наназад и исполнува сите потреби што на човекот, мисля, на нашиот град е во тој момент потребно. Аматерскиот театар е многу битна ствар за едно помало место како што е Гостивар, а иако се негови во многу поголеми градови. Многу представи се направени, многу личности поминале низ тој театар Гостиварски, многу награди се освоени на фестивали, гостување во тогаш Југославија во многу градови, па и надвор границите на Југославија. Денеска доаѓаат нови личности, нова сила, внесуваат нешто ново во театарот, ја будат онаа заспана нишка кај некој од помладата генерација и тие со својата креација го кажуваат нивното сваќање, нивното гледиште на денешниот живот. Во театарот во Центарот за култура во Гостивар моментално се подготвуваат две представи. Битовата драма Чорбаџи Теодос од Васил Илјовски и комедијата Ѓаволштините на Скапен од Молиер. Меѓународниот ден на театарот 27 март низ светот се одбележува со представи и читање на пораки за сценската уметност. Македонската порака по повод денот ја напиша Благој Мицевски, режисер и уметнички директор на Народниот театар од Битола. Дел од неа гласи: многумина ќе речат дека театарот има моќ да го менува светот на подобро. Сведоци сме дека тоа не е така, но сепак театарот има моќ да го менува човекот, да создава подобри светови од оној во кој што секојдневно живееме. Првото кино во рурална средина денес беше свечено отворено во просториите на Основното училиште во Вратница. На програмата за денес се најдоа 3 филмови со различни тематики наменети за сите категории на возрасти, за деца, млади и возрастни. Во простории на Основното училиште во Вратница денес свечено беше отворено првото кино во рурална средина. Учениците од подрачните училишта од 6 села, повеќето за прв пат во животот, ја почувствуваа магијата на големиот екран. Дојдоа подготвени со пуканки, на вратата им беа скинати влезниците, а внатре беа подучени на културно однесување во киносала. Иницијативата Наше кино ја спроведува Сдруженијето Среќен живот во рамки на кампањата Мрдни со прст. Денеска имам чест и задоволство да ја отворам киносалата, која е во склоп на иницијативата Наше кино, поддржана од Младински национален совет на Македонија и со поддршка се разбира на Основното училиште Симче Настоцки Вратница. Благодарност за поддршката, а и благодарност до младите и сите граѓани од Вратница, Старо село, Беловиште, Рогачево, Ораше и Јажинце кои дадоа придонес за да отвориме една ваква киносала. Оваа иницијатива е во рамките на кампањата Мрдни со прст и денеска, пошто е промотивно,
и ќе се одржат 3 представи. И тоа во 11 часот за деца, во 13 часот за возрастни, доктор Дулитл, и во 18 часот ќе се одржи представа за младите, Мама Мија. Значи, ние веднаш продолжуваме со работа и планираме оваа недела цела да биде промотивна и према интересот на учениците од општина Егуновци да присуствуваат на представа. Ова е првото кино не само во рурална средина и во урбана, затоа што ни во Тетово нема кино ни во ниедна рурална средина, така да првата активност која беше од оваа иницијатива, конкурс за избор на најдобар плакат и 2 ученика освоија награда, а наградата беше 2 билети во Сити Мол. Учениците претходно имаа можност да учествуваат на конкурсот за изработка на плакат за промоција на кино представа. Најкреативните ученици символично добија влезници за кино во Скопје. Јас сум Мартин Апостоловски, заедно со мојот другар изработивме плакат за наше кино на според иката техника и бевме наградени со 2 билети за во киното во Скопје Сити Мол. За мене представуваше огромно задоволство да го посетам тоа кино. На плакатот имаше сликовито представено кои филмови ќе ги има и во колку часот. И каде ќе се кажува филмот. Јас се викам Живко Јанчевски. На програмата на наше кино за денес се најдоа 3 филмови со различни тематики наменети за сите категории на возрасти: спортот за децата, музиката за младите и науката за возрастните. Главната цел на иницијативата е заживување на културно-забавниот живот во рурална средина преку мобилизирање на младите. Кампањата покажа дека со мотивираност и заложба може да се постигнат посакуваните резултати, сметаат од Сдруженијето Среќен живот. Во контролни активности на полицијата откриен 22 годишен албански државјанин кој нелегално сечел дрва во местноста Плоча. Приведен и 37 годишен велешанец кој се барал за издржување затворска казна. Откриена нелегална сеча на дрва при контролни активности на полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 9 до 16 часот во шумските атари на селата Джепчиште и Сетоле за откривање и законско санкционирање на нелегално сечење и транспортирање на огревни дрва. При тоа во местноста Плоча, атар на Сетоле, околу 13 часот го затекнале 22 годишен албански државјанин од Подградец, кој со моторна пила сечел букови дрва, додека во неговата непосредна близина се наоѓале пресечени 30 на метри кубни. Пронајдените дрва и пилата со потврда се одземени и предадени се на шумската полиција. Албанскиот државјанин приведен е и задржан во полициската станица Тетово. Завчера вечер околу 23 часот и 20 минути на автопатот Скопје-Тетово, поточно на наплатната рампа Желино, од полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, запрено е патничко возило Opel Astra со велешки регистарски таблици, во кое како совозач се наоѓал 37 годишен велешанец. Набргу тој со судска наредба е приведен, задржан во полициската станица Тетово и неколку часа подоцна е предаден во казнено-поправната установа Идризово во Скопје за издржување на 4 годишна затворска казна за недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. Автомобил излетал од коловоз на автопатот Скопје-Тетово најверојатно поради неприлагодена брзина. Токму брзината со која се движат возилата била целта на сообраќајно-контролните активности на полицијата реализирани викендов. Патничко возило Citroen C4 управувано од 67 годишник од Шемшово, најверојатно поради неприлагодена брзина според условите на патот, вчера околу 14 часот загубило контрола и излетало од коловоз на автопатот Скопје-Тетово. Од излетувањето возачот задобил телесни повреди, со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница и задржан за натамошно лекување. Извршен е комплетен увид и се утврдува причината за незгодата, околностите во кои се случила и вкупната материјална штета, која првично се проценува на 100.000 денари. И викендов што измина на Тетовско-гостиварското подрачје реализирани се засилени сообраќајно-контролни активности
Пред се за брзината со која се движат возилата во и надвор од населено место. Во тетовските активности биле регистрирани 40 на различни видови прекршоци, најмногу неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, кои се санкционирани со 16 прекршочни и 20 мандатни платни налози. На гостиварските простори бројот на откриени прекршоци бил поголем и изнесувал близу 70, за кои се изготвени 13 прекршочни и 55 мандатни платни налози, со напомена дека глобите за пребрзо возење во и надвор од населено место се движат од 10 до 400 евра во денарска противредност, зависно од прекорачувањето, но за најбрзите предвидено и време на одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Полициски службеници пронашле марихуана во 3 најлонски пакувања во близина на автобуската станица во Тетово. Денеска наутро околу 8 часот полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во непосредна близина на меѓуградската автобуска станица во Тетово пронашле и подигнале 2 најлонски пакувања со непозната зелена тревлива материја, најверојатно марихуана. Двете пакувања со тежина од по околу 500 грама биле завиткани во кафена селотејп лента и се наоѓале оставени покрај високонапонски трансформатор во близина, а на 50 на метри од далеченост пронајдено е уште едно вакво пакување со толкава тежина. Трите пакувања се фотодокументирани и ќе се вештачи нивната содржина, а по извршениот увид се преземаат мерки и активности за утврдување на тоа кој и кога ги оставил, односно за кого биле наменети пакувањата. Инаку марихуаната и во последно време, како и кокаинот, се најбараните наркотични средства на пошироките полошки простори и пред се на тетовските. Лани, колку за подсетување, во 68-те откриени и пријавени кривични дела на подрачјето на СВР Тетово, во кои вкупно биле инволвирани 77 сторители, а за кои била поднесена 61 кривична пријава. Пронајдени одземени се над 192 килограми марихуана, 55 грама хероин и други помали количини вакви средства. Во Тетово и Тетовско вкупниот број на регистрирани наркозависници, според регистерот на СВР Тетово, последно изнесува 489, претежно лица кои конзумираат марихуана, од кои 40 на лани се ново регистрирани. Во најголем број станува збор за машки лица, на возраст од 15 до 16 најмладиот, до 60 години највозрастниот. Општина Маврово и Ростуше организира јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички проект за катастарски парцели. Општина Маврово и Ростуше организира јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички план за телекомуникацијски столб Бошков мост. Граници на опфатот од северозападната страна се движи по границата на катастарска парцела број 1718, катастарска општина Скудриње, и се граничи со пристапен пат кој представува катастарска парцела број 1711, потоа на југ и југоисток се движи по границата на катастарска парцела број 1718, во делот каде таа се граничи со катастарска парцела број 1721, тоест со катастарска парцела број 1719, потоа североисточната страна одсекува помал дел од катастарска парцела број 1718 и се спојува со пристапниот пат, каде се затвора опфатот на овој архитектонско-урбанистички план. Опфатот се наоѓа во делот од село Скудриње, кое представува викано место близна Мустена и истиот е со површина од 254 метри квадратни. Јавната анкета и јавната презентација за архитектонско-урбанистичкиот план за телекомуникацијски столб Бошков мост, општина Маврово и Ростуше, ќе се спроведе со излагање на предлог планот во просториите на општина Маврово и Ростуше во одделението за урбанизам во Мавровјанови и во село Скудриње. Јавната анкета ќе трае 5 работни денови од денот на објавување на соопштението, и тоа од 28 март до 3 април, секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 28 март во 11 часот во просториите на основното училиште во село Скудриње. Во горе споменатиот рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Партијата Граѓани за европски развој на Бугарија на вчерашните избори доби чист мандат за формирање нова влада на Бугарија, изјави денеска партискиот лидер и поранешен бугарски премиер Бојко Борисов. Борисов нагласи дека неговата конзервативна партија ќе ги вложи сите сили за да формира нова коалициска влада. Според 97,17% обработени податоци од вчерашните предвремени парламентарни избори во Бугарија, оваа партија освои 32,63% од гласовите или 96 места во Народното собрание, пред коалицијата предводена од Бугарската социјалистичка партија со 27,10% или 79 пратеника. Партијата на германската канцеларка Ангела Меркел, Христијанско-демократската унија, победи вчера на регионалните избори во САР, покажуваат прелиминарните резултати. Во САР, една од најмалите германски сојузни покрајни, одржани се избори за локалниот парламент, на кои според прелиминарните резултати ЦДУ освои 40,7% од гласовите на избирачите, додека противничката социјалдемократска партија на Германија на левиот центар, начело со нејзиниот новоизбран претседател Мартин Шулц, освои 29,6% од гласовите. Во локалниот парламент на втората поред најмала покрајна влезе и партијата Левица со 12,9%, што значи дека загубила 3% од поддршката. Полицијата во Москва приведе демонстранти откако излегува на улиците на градот да демонстрираат против корупцијата во земјата. На протестите кои се одржаа не само во Москва беше побарана оставка на премиерот Дмитри Медведев. Станува збор за најголемите протести во Русија од бранот демонстрации против Кремљ во 2011 и 2012 година. До нив исто така доаѓа на една година пред претседателските избори на кои се очекува да учествува и Владимир Путин за да го добие четвртиот мандат како шеф на државата. Анкетите покажуваат дека либералната опозиција, која е представена од антикорупцијскиот активист и опозицијски лидер Алексеј Навални, има малку шанси да биде сериозен кандидат против Путин, кој ужива висок рейтинг во Русија. Белорускиот опозицијски лидер Микала Статкевич, кој беше исчезнат 3 дена, сега е дома. Неговата сопруга Марина Адамовиќ изјави дека нејзиниот сопруг 3 дена бил во притвор на безбедносната служба КГБ. Поранешниот претседателски кандидат Статкевич, кој помина речиси 5 години во затвор по масовните протести во Минск во 2010 година, исчезна утрото на 25 март, неколку часа пред годишниот марш за Денот на слободата во Минск, кој беше насилно разбиен од полицијата. Десетици луѓе беа уапсени за време на годинешниот марш на 25 март, со кој се одбележува основањето на краткотрајната Белоруска Народна република, која постоела помалку од една година во 1918 година. Јужнокорејското обвинителство побара апсење на одстранетата претседателка на таа земја Парк Геун Хие поради корупција и злоупотреба на функцијата. Обвинителството наведува дека таа наголемо го злоупотребила претседателскиот статус и прифатила мито при што дошло до протек на доверливи информации за државните работи. 65-годишната Парк е првиот демократски избран претседател на Јужна Кореја кој е одстранет од функцијата. Според уставот, нови избори за претседател треба да се одржат во рок од 60 дена. Група од 60 на средношколци и професори е затрупана од лавина во планинскиот дел северно од Токио. Спасувачите пронашле осумина без знаци на живот, а 2 ученици се во критична состојба. Во групата имало ученици од 7 училишта. Операциите се отежнати поради лошите временски услови. Неколку илјади австралијци денеска се евакуирани поради силниот циклон кој го погоди Квисленд, кој достигнувал брзина и до 300 км на час. Премиерката на државата Квисленд, Анастасија Паласчук, изјави дека се евакуирани околу 3500 жители, додека властите советуваат уште 2000 граѓани да се евакуираат, бидејќи подоцна, кога времето ќе се влоши, евакуацијата ќе биде многу потешка. Поради невремето затворени се пристаништата, рудниците и аеродромот во Таунсвил, а откажани се сите летови за денеска и за утре. Циклонот Деби е квалификуван како ураган од 4-та категорија. Денот ни започна со облачно и постудено утро. Подоцна имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и посвежо во однос на температурите кои што ги имавме во изминатите денови. Па минималните денес се движеа од -4 до 1, а максималните дневни од 4 до 16 степени Целзиусови.
Во вторник, по студеното утро, во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност и потопло време. Минималните температури ќе се движат од -3 до 5, а дневните од 8 до 20 степени Целзиусови. Благодарам што бевте дел од овие регионални вести. Пријатно.